Добро вечер, почитувани гледачи. 19 часот стартува денешното издание на емисијата Живе и здраво, кое се разбира се емитува во овој термин 19 часот во вторник на К1 телевизија. Според дефиницијата дадена и прифатена од Светската здравствена организација, здравието е состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест или пак телесни недостатоци. Вечерва темата на денешната се разбира емисија ќе биде стрес и психичко здравје. За ова ќе побараме одговор од Илија Дојчиновски, психолог од специјалната болница Филип II. Доколку вие пак имате некакви прашања поврзани со оваа тема, слободно јавете се на 0432306990. Добро вечер и добре дојдевте во К1 телевизија. Добро вечер, добро ве најдов и благодарам за оваа покана, прво гостување во телевизијата. Многу успех ви посакувам. Така, благодариме. Рековме ќе говориме за стресот, па најнапред првото прашање што истиот представува и како се дефинира? Веројатно едно од доста тешките прашања е како едноставно да го дефинираме стресот, затоа што постојат многу дефиниции и во текот на емисијава ќе се потрудиме овој многу сложен феномен да го некако едноставно да го објасниме и прикажеме. И јас во обидот да го објаснам стресот често го поврзувам со животот како феномен и со непредвидливоста која што животот ја носи. Затоа што стресот и стресните реакции се оние реакции и ситуации кои што се јавуваат непредвидливо најчесто и кои што од нас луѓето бараат да ангажираме некои капацитети, сили, кои што во моментот или не можеме, или мислиме дека не ги поседуваме како такви. И кога ќе се најдеме ние во една таква ситуација, доживуваме чувство на загрозеност, дека нешто може да ни се случи страшно, дали по физичкото или по психичкото здравје. Така што наједноставно тоа е стресот, тоа е една состојба во која што од нас се бара да направиме нешто што во моментот или мислиме дека не можеме да го направиме, или реално не можеме да го направиме. Така. Со оглед на напорното темпо на живот, може ли стресот да се случи да ни биде наше секојдневие? И сега ако продолжиме нели од самата дефиниција и ако ја поврземе со она што е наше секојдневие денес во овој денешен глобален систем и во оваа наша држава, нели со сите актуелности што не обкружуваат, дефинитивно доаѓаме во ситуација да заклучиме без некој голем проблем дека навистина голем дел од денот многу луѓе денес го поминуваат под стрес и дури доаѓаме во една ситуација, опасна ситуација да кажеме па добро, некако денеска е нормално да сме под стрес, нормално е да живееме под стрес. А велам опасна затоа што во текот на разговорот и ќе кажеме фактички во тие фази на развојот на стрес, ние на тие стресни реакции фактички доаѓаме во една ситуација кога организмот се бори против тоа што му се случува како стрес, меѓутоа човекот се адаптира на тие ситуации и како да не доживува дека е под стрес. Демек не е под стрес, нели? Но тоа го изтоштува организмот, го исцрпува. Така. Понатаму. Нормално ли е да биде нормално да се чувствуваме под стрес? Тоа е тоа што не е нормално да се чувствуваме постојано под стрес, иако јас пак ќе се вратам на почетокот, една од карактеристиките на животот кој што го живееме е непредвидливоста. Ние многу сакаме да можеме да ги предвидиме работите и ние се правиме да можеме да ги предвидиме, но за жал, таква е природата на животот, дека многу од настаните што во животот ни се случуваат непланирано и непредвидливо, а непредвидливоста на настаните е една од карактеристиките на стресот. Ние доживуваме стрес или сме под стрес, како велиме, меѓу другото и кога не можеме да предвидиме некоја ситуација. Или кога ќе ни се случи, или кога се наоѓаме во ситуација од која што не можеме да предвидиме што ќе следи, или кога ќе ни се случи некоја непредвидена ситуација. Тогаш организмот исто така реагира стресно. Така.
Која е популацијата која најчесто е зафатена со овие стресни состојби? Или тука нема? Практично нема луѓе кои што се заштитени од стрес, нема привилегирана популација затоа што на стрес реагираме од најмали нозе па до најстара возраст. Една, да речеме, карактеристична детска реакција на стрес е кога, например, едно дете помеѓу 6 месеци и година дена одеднаш ќе се појават гости дома, непознати лица. И детето во тој момент стресно реагира. Се вознемирува, почнува да плаче, се раскенкува, бара заштита кај таткото, кај мајката или кај некој друг близок, кај некој познат што му е. Токму заради тоа што за детето тоа е една нова ситуација, непозната ситуација и на некој начин детето реагира стресно. Мислам чисто за да доближиме дека и најмалите деца, па уште и на уште помала возраст, истражувањата покажуваат дека децата можат да реагираат и реагираат стресно. Или и на најстара возраст, без разлика на годините, нека има некои 80 и 90 години, да речеме, ако го загуби брачниот партнер. Без разлика на староста, сепак тој човек исто така реагира стресно, затоа што со загубата на партнерот одеднаш се појавуваат некои нови ситуации, нови предизвици или стравови што понатаму со неговиот живот. Така. Што се може да предизвика стрес? Еве, рековме кај малите деца, кај прилично малите деца. Тука се може би децата од школската возраст, дали може би училиштето или училишните задачи може да предизвикаат стрес кај луѓето, потоа да речеме во поголемите генерации што се исто така студенти, не знам, потоа љубовни врски, проблеми со работата. Јас тука би спомнал малку поопшто, бидејќи пак ќе кажам, нема возраст, нема област во која што нема стресни ситуации, стресни реакции и состојби на стрес. Оно што за гледачите мислам дека е битно да го знаат за да препознаваат стресна ситуација, ако ништо друго на едно мисловно ниво за почеток, се трите карактеристики на стресот. Прво, тоа е чувство на неможност да се контролира ситуацијата. Второ, доживување дека не може да се предвиди дадената ситуација. И третата карактеристика на стресните ситуации е нејасноста на самата ситуација. Низ овие три карактеристики можеме да ја разгледаме било која ситуација и да заклучиме во колкав степен е стресна. Например, бременоста може да биде доста стресен период, особено ако се случат некои проблеми во текот на бременоста, кои што и особено ако и лекарот е, например, во една недоумица што се може да се случува. Карактеристично е дека пациентите кога одат на лекар, они сакаат многу структурирани одговори. Лекарот да им каже што ќе се случува со нив понатаму и да им каже дека има лек, односно дека може да ја контролираат таа ситуација. Ако тоа лекарот не може да им го понуди од објективни причини, тогаш веќе е реакцијата, тука доаѓа таа реакција на стрес. Така. Колку видови на стрес постојат? Генерално можеме стресот да го поделиме на два типа, така наречени акутни стресни состојби и хронични стресни состојби, или има некои повремени, привремени состојби на стрес. Акутните стресни состојби се карактеризираат со ненадејно јавување. Да речеме, таква акутна стресна реакција се доживува ако некој на телефон ми соопшти дека се случила сообраќајка за блиска особа. Телефонско јавување дека сум паднал на испит, да речеме тоа е моментална реакција на стрес, или телефонско јавување со кој што се соопштува тешка дијагноза. Тоа се
акутни стресори. Јас не би сакал се многу да губиме време нели на некоја теорија, но тоа се акутни стресори кои што имаат доста силна ударна моќ. И тие ги доживуваме како големи удари. Или таа информација, таа телефонска информација за некаков несреќен случај може толку многу да остави кај мене трага што на секое наредно звонење на телефонот јас да реагирам стресно, нели, затоа што има се случило едно условно учење, една условна реакција на таа дразба. И наспрема овие акутните ги имаме така наречените хронични стресови или стресори, нели, сите тие причинители на стрес. Хронично значи нешто што трае. И денес особено голем проблем во психологијата и во тие стратегии за справување со стрес се фактички овие хронични стресови, затоа што тука се враќаме на оној ваш првичен коментар дека кај хроничните стресови доаѓаме во една ситуација да се навикнеме под наводници на стресот, затоа што акутната фаза ќе помине, таа алармна фаза, и после тоа доаѓаме до една фаза на отпор, кога целиот организам се буни против ситуацијата, но во исто време и се адаптира на таа нова ситуација. И опасна, многу опасна замка е таа фаза, затоа што као демек ние сме се прилагодиле на стресот, а во суштина телото и тоа како троши енергија да се справува со тој стрес, за да на крај, зашто и ќе зборуваме, нели, тоа се последиците на стресот, како најлош исход е појавата на болести. Така. Сега, што се случува кога со телото кај човекот кога е под стрес, без разлика дали е хроничен, дали е акутен? Целиот организам реагира. Затоа што кога сме под стрес, се чувствуваме многу небезбедно, несигурно, уплашено. На прво место тука стапуваат на сцена нервниот систем и ендокринолошкиот систем. Преку нервниот систем фактички со негова стимулација во организмот се лачат и хормони на стрес, кои што имаат во суштина многу корисна функција, затоа што тие го спремаат организмот за некаква борба, за некакво дејство. Меѓутоа, проблемот на ова современо живење, овој современ стрес, така да го наречам, е тоа што ние ќе се спремиме за стресот, организмот цел ќе се спреми, мускулатурата ќе се напне, значи ќе се случат метаболни промени, ќе се излачат хормони во организмот, меѓутоа ние нема каде да ја потрошиме таа енергија што ќе се создаде. Замислете наутро, секое утро, одењето на работа, во тој, например, сообраќаен метеж, може да биде голем стрес. Во таа ситуација, нели, од една страна доцниме на работа и веќе правиме некаква проекција што ќе се случи на работа. Сум закаснил 1 минута, 2 минути, 3 минути. Веќе исчекувам реакции од предпоставен, казни, опомени и така натаму. Организмот веќе е ставен во стрес, а ништо не прави. Седнате во кола, мирува и само се преплавува, нели, со тие хормони кои што во суштина го спремаат да реагира, а никаде не се троши таа енергија. Кога ова трае долго време, организмот се истоштува, се случуваат метаболни промени, нервниот систем почнува да оди во една дисфункција и веќе имаме последици на секој план, на телесен, на психолошки и на духовен план. Значи човекот почнува да пропаѓа на секој план. На телесен план, што може да ни се случи? Буквално од најбанални ситуации, луѓето кои што влегуваат во еден стресен период, можат се почесто да бидат настинати. Значи, зборуваме од најбанални реакции, каде што имунолошкиот систем почнува да попушта, до ситуации кога ќе почнуваат да чувствуваат стегање во градите, гушење, главоболки, болка во вратот, затоа што кога ние сме под стрес, мускулатурата се згрчува бидејќи се спрема за некаква акција. Ако тој стрес трае долго време, мускулите толку многу се згрчуваат што ние понекогаш сме приметиле кога ќе гушнеме некој или ќе допреме некој човек, мускулатурата на рамената, на вратот како камен знае да биде. Значи толку многу се згрчиле тие мускули.
Тоа спречува добра циркулација, која што е врзана и со циркулација низ главата, па да страда, да луѓето да се жалат од главоболки. Понатаму, несоници, проблеми со органите за варење, алергии, значи кожата да почне да реагира, па се до некои касни последици после многу години на еден хроничен стрес да се јавуваат разни дегенеративни заболувања, дали на коските, на зглобовите, на нервниот систем или она што кардиоваскуларниот систем и тоа како страда во тој хроничен стрес и секако малигните заболувања. Така. Може да бидат предизвикани исто така од стрес. Фактички, не би можеле така едноставно да кажеме, затоа што многу е сложен тој процес на развој на тие тешки болести, но стресот придонесуваат со последиците што ги остава врз функционирањето на организмот, може да доведе индиректно до развој на сериозни заболувања. Сега овде секако многу е битно и колку биолошките организам е подготвен да се бори. Имаме поздрав организам, имаме поосетливи организми, нели? Имаме народот, џабе не рекол, се кине таму каде што е најтенко, нели? При еден долг стрес ќе попушти оној органски систем кој што е најмалку капацитетен да се бори. Така што доста е сложен феноменот, но во секој случај стресот, особено овој хроничен, долг, пролонгиран стрес, може да остави и остава само штетни последици врз здравјето. Така. Можно ли е да се намали стресот? Целата тенденција е фактички да се намали стресот и луѓето бараат најразлични начини да се растоварат од стресот. И сега овде можеме да зборуваме за некои штетни, условно кажано под наводници, стратегии што луѓето ги преземаат за справување со стресот и некои корисни стратегии. Например, секој пушач ќе се сложи, или барем скоро секој, дека кога е под стрес, кога е во некој напнат период, пуши повеќе. Оние кои што повеќе се кон алкохолот, пијат повеќе. Оние кои што се склони кон некакви забави и слично, во таков период се склони уште повеќе да се впуштаат, нели, кон некој нездрав начин на однесување. За многу млади е типично во такви некои стресни периоди да пројават и некој промискуитетно однесување. Некои луѓе ќе се повлечат во себе, нема да контактираат со никого. Некои ќе станат агресивни. Значи се ова начини како луѓето да се борат против стресот, но ова се начини кои што се штетни во суштина. И погрешни. На некој начин погрешни затоа што дополнително го ставаат организмот под стрес. Наспрема ова, она за што исто така е, нели, ќе позборуваме тука во времето што ни останува, се фактички оние корисни стратегии што можеме да ги преземеме за да му олесниме на организмот помалку болно, со помалку последици да пројде низ таа некоја стресна фаза, некој стресен период и слично. Така. Да проговориме за последиците кои што ги предизвикува стресот, иако веќе напоменавте, кои се последици можат да произлезат од ваквите стресни ситуации? Од стресните ситуации на почетокот можат да се појават, пак ќе речем, некои банални последици. Човекот да почне малку понемирно да спие, да почне да се водат по некои кошмарни соништа, да се бележува како е нешто по нетолерантен од порано. Во тие брачни релации да се јавува некакво незадоволство, не ми се излегува нешто многу баш, подобро ми е дома да седам, некако ништо не ми се прави, до понатаму некои ситуации кои што ќе водат ме боли желудникот подолго време, нешто не можам столицата да си ја регулирам, срцето почне нешто да ми прескокнува, нешто не можам убаво воздух да земам, ме стегаат градите, некои главоболки почна
да ми се јавуваат. Тоа се некои така веќе посериозни сигнали на можни реакции на стрес. Овде не сакам да изумам, затоа и веднаш ќе кажам дека овие ситуации бараат веќе и во еден дел и лекарско проследување, затоа што не смееме да пропуштиме дека се е како последица на некоја напнатост, зашто понекогаш може да се случува и нешто на органски план во организмот и затоа е битно да се направат адекватни соодветни лекарски прегледи со кои што ќе се исклучат некои други органски нарушувања. Па се до некои посериозни ситуации кога околу последиците нели зборуваме на стресот, луѓето интензивно да се затвараат во себе, да стануваат многу агресивни, да почнат многу повеќе да пијат, многу повеќе да пушат. Значи, кога зборуваме на психички план, веќе да се јавуваат и несоници, повеќе сати во текот на ноќта, да се јавуваат интензивни кошмарни соништа. Веќе ситуации кои што дефинитивно покажуваат дека во организмот се случува нешто на кое што ќе треба да му се посвети добро внимание. Така, кои се првите чекори кон намалување на стресот? И дали воопшто е можно тоа да се случи? Она што е многу важно да научиме сите ние во текот на животот е да градиме, да собираме енергија и капацитети кога ќе дојдеме во некои стресни ситуации, да ги поминеме побезболно на нога. Да не дозволиме тие случувања, тие настани да не кутнат, нели? Да не онеспособат понатаму. За било што, дури и кај лекарските диагнози, значи многу е битно човек да препознава дека влегува во некој стресен период. А тоа може да се постигне само ако во текот на денот двоиме. Јас, иако можеби не знам колку е на место да кажам, барем по неколку минути, ако не повеќе за себе, за да можеме да си ги препознаваме реакциите во организмот. Бидејќи не постојат општи правила за препознавање на стрес, секој организам реагира доста специфично и доста индивидуално. Има некои општи телесни реакции, многу е битно да ги препознаеме и оние поспецифичните. Некои луѓе реагираат со несоници. Некои луѓе реагираат со алергии. Некои луѓе реагираат со стегање во градите, некои со главоболки, некои со проблеми во стомакот. И обично човек кој што се познава себе си, знае да каже нешто малку периодов ми е стресен. Так. Зошто? Си знам зошто. Заради тоа забележувам некои телесни реакции кои што ми покажуваат дека се наоѓам во таква фаза, што значи да се спознаваме себе си. Првиот чекор е да се спознаваме, бидејќи слободно можам да кажам дека не само што се оттугивме еден од друг, туку се оттугивме и од самите себе. Така што првиот чекор што е корисно да го направиме за себе е да се свртиме кон себе, да се запознаеме самите себе малку повеќе, а така ќе можеме и да си помогнеме подобро. Така. И доколку се појават било какви болки без разлика на било кој дел од телото, да се посети лекар веројатно, па доколку нема ништо, тогаш можеби е потребно да се побара друга стручна помош? Да. Сега тука кога да се појде на лекар, нели Так. тенка е границата, дали за секоја нели детето кивнало па веднаш на лекар или нешто се накашлав па веднаш Так. на лекар. Или спротивноста, другата крајност на сево ова кога бар јас 10 години веќе сум во Филип II и гледаме ситуации кога луѓето просто се чудиме како живееле толку многу време со некаков здравствен проблем без да се јават на лекар. Так. Значи од нели луѓе кои што одат на лекар затоа што се накашлале само, до луѓе кои што одат на лекар кога толку веќе многу е западнат организмот што
некогаш не може ништо да се направи. Так. Но во секој случај треба да се прати организмот и ако се забележи некој симптом кој што веќе некое време трае и не поминува, тогаш апсолутно да се посети стручно лице со време да се преземе она што треба да се превземе. Така. Колку стресот е присутен кај пациентите во специјалната болница Филип Стори кога се пред операција? Така. Одењето на операција е еден стресен период, конкретен, типичен стресен период за пациентите. Зошто? Повторно, ако се вратиме на оние карактеристики, затоа што оперативниот зафат сам по себе носи една доза на непредвидливост и носи една кај пациентот, нели, непредвидливост и неможност да се контролира до крај. Ние велиме лекарите ќе направат се и навистина ние во Филип Стори може да се пофалиме. Тоа е навистина така дека имаме многу висок степен на успешност на оперативните зафати заради сите можни мерки што се преземаат, но секогаш зависно од заболувањето, организмот и еден друг куп фактори, нели велиме 1, 2, 5% нели останува она доза на неизвестност дека можеби нешто нема да тргне како што треба. Така што се под стрес дефинитивно пациентите, тука како психолошка служба сме првата станица на која што пациентите со семејствата застануваат. На прием доаѓаат, значи не само пациентите, туку ние бараме да се видиме со целото семејство, бидејќи пациентот доаѓа во болницата, ја завршува работата за која што дошол и се враќа повторно назад во тоа семејство кое што е најголемата поддршка или бар би требало да биде најголемата поддршка на тој самиот пациент. Так. Да. И местото каде што тој пациент ќе се почувствува безбедно, а тоа е домот. Така. Дали кога пациентите доаѓаат на своевидна рутинска контрола во болницата, може би исто тоа да предизвика некаков стрес од причина што да не ми откријат нешто, да не ми најдат нешто. И се случува. Так. И се случува. Ние имаме една бројка на пациенти кои што дошле на оперативен зафат затоа што при рутински преглед се открил некаков здравствен проблем кој што бара хируршки зафат. Так. Да речеме, типичен таков пример се тие така наречени абдоминални аневризми или проширувања на аортата на кој што поминува низ стомакот, кои што најчесто не болат и кои што се откриваат при некои други рутински прегледи. Или да речеме, доаѓа маж кој што треба да прави операција на простата, при прегледот се открива дека има проширување, например, на абдоминалната Така. аорта. Дали тогаш добива он дополнителен стрес? Секако таа нова информација, непланирана информација, неочекувана информација и тоа како кај некои пациенти предизвикува бурни, стресни реакции, затоа што ние во суштина генерално не сакаме многу изненадување. Ние генерално како луѓе, значи сакаме да имаме планирана патека, јасна слика што ни се случува. Така. Освен лекарска помош, колку е важно пациентите сами на себе да си помогнат, без разлика дали се под стрес акутен, хроничен или било каква болест имаат? Така. Како пример ќе ги земам семејствата на пациентите, бидејќи семејствата се дел од таа психоедукација при приемот во болницата, а и во текот на целиот престој на пациентот, нели? Јас редовно застанувам со семејствата да поразговарам што членовите на семејството сами за себе можат да направат додека нивниот близок е во болница, затоа што интересен е тој пристап и гледање на работите. Знаете, семејството вели, сега пациентот е најбитен. Ние сега не сме битни. Тој да помине добро.
При тоа се губи увидот дека семејството генерално, штом го остава пациентот во болницата, веќе голем дел од одговорноста за грижата и негата на тој пациент ја презема персоналот. А семејството останува надвор од болницата да го продолжи секојдневието, или со тековните обврски, и да се грижи тоа семејство за себе понатаму. Така што, да речеме, со сопругата на пациент кој што останал, ако е пушач, ќе седнеме малку, ќе поразговараме, бидејќи они секогаш потврдуваат, па да, навистина деновиве многу повеќе пушам. Не ми се јаде, не јадам. И самите... Не пијам течности. Так. Што значи, и покрај тоа што се во стрес, во едно исчекување, таа жена што со нејзиниот сопруг ќе се случува тука, таа дополнително го става сопствениот организам во стрес, со тоа што му одмага, не му помага преку тие, под наводници ќе речеме, стратегии што ги одбира, нели, да се справи со стресот. Така што, знаете како, на крајот на криштата, пациентот или јас ќе појдам на лекар, ќе појдам на психолог, ќе добијам препораки за што понатаму, меѓутоа дали ќе ги испочитувам, повторно е моја одлука, мое право, нели, да ги испочитувам или не, но и одговорност за последиците од одлуката што ќе ја преземам, затоа што пациентот може да ќе дојде на преглед, лекарот може да му препорача оперативен зафат и пациентот да каже фала ви за препораката, меѓутоа јас одбивам оперативен зафат. Да. И тоа е негово легитимно право да го одбие оперативниот зафат. Или ќе дојдат пациенти или се едно луѓе на консултација, ке нас ние ќе препорачаме психотерапија, антистрес програма, и тие луѓе нема да се појават понатаму кај нас, и тоа е нивно право, нели, да одберат што со себе ќе прават понатаму. Ајде сега малку од другата страна. Дали стресот кој што е во мала доза, дали може да биде во мала доза или не? Па реално имаме и помали стресни, така, по-банални стресни ситуации, по-крупни стресни ситуации. Секако. Дали овој пат може да биде малку помотивирачки за да подобро се заврши одредена работа при мала доза на стрес? Така. Тука би сакал да спомнам дека една од стратегиите фактички како да ја намалиме нашата реакција, да биде помала таа реакција на стрес, е стресниот настан да пробаме да го преформулираме како еден предизвик. Така. Од кој што нешто ќе научиме, ќе станеме подсврсти, похрабри, поиздржливи. Инаку, затоа што ако го доживуваме како нешто што е загрозувачко, ние ќе тапкаме, ќе го доживуваме како зид, после кој што нема понатаму. Да речеме, скоро дојде еден клиент кој што требаше да прави коронарографија, меѓутоа кој што не сакаше да поди на коронарографија затоа што самата коронарографија тоа е процес на испитување на тоа каков е протокот на крвта низ крвните садови на срцето, затоа што самата процедура ја доживуваше како некој зид кој што ќе му спречи понатаму да си заврши некои негови животни цели. Да си ги одоми децата, да си дочека внучиња и така натаму. Така да човекот дојде на вистина под голем стрес. Бидејќи мораше да ја направи таа, беше препорачано да ја направи таа коронарографија, а таа за него представуваше крај на неговиот живот. Тераписки, што ми е многу драго, кај тој човек му помогна фактички тој самиот таа коронарографија од еден зид да ја доживее како напротив како нешто што нему ќе му понуди живот понатаму. Напротив, не како нешто што ќе го спречи во остварувањето на неговите животни цели, туку напротив да продолжи понатаму да си ги оствари тие цели кои што ги замислил. Малата доза на стрес јас повеќе би ја нарекол како една возбуда која што сите ние имаме пред настап, како и ние овде во подготовката за самата емисија, носиме една доза на возбуда, затоа што
имаме едно гледалиште, не гледаат луѓето, Так. сакаат да слушнат корисни работи. Сакаме и да бидеме корисни, да оставиме позитивен впечаток, Точно така. да не разберат луѓето тоа што го зборуваме. И ако јас влезам овде со идејата дека ништо не знам, што ќе кажам, па ако сгрешам, па вака или онака, тогаш нити ќе знам што да кажам, нити ќе бидам јасен во кажувањето, но ако тргнам со идејата и заедно ако тргнеме или тргнавме со идејата, Так. ајде да споделиме нешто со гледачите корисно, тогаш и нашето телесно доживување е различно. Тука сме да кажеме од искуство што имаме, да препорачаме, да посочиме, и ако сгрешиме, и ако нели смешаме некој збор, ништо страшно Так. во сето тоа. Луѓе сме, нели, не сме идеални, не сме совршени. Тогаш и телото поинаку се чувствува, и душата е помирна, и срцето е помирно, и ние сме многу позадоволни од тоа што сме го направиле. Така. Како да се справиме со стресот? Што да направиме ние за да го намалиме стресот? Прашањето кое што ние психолозите го добиваме и на кое што ние е многу тешко да дадеме одговор во една реченица, Так. затоа што за жал вистината е дека не постои магично стапче. Точно. Или не постои една постапка со која што ќе се справиме против целиот стрес. Справувањето со стресот е фактички е градење на стратегии за справување со него. И сега треба да видиме, сите ние веќе имаме некакви изградени стратегии. Ако пролистаме на кратко, што се можеме да правиме, јас на прво место, како една од многу корисните стратегии е физичката активност. Така. Нешто што стресот често пати прави кај луѓето е да ги кочи, да ги имобилизира, затоа што ги турка во едно разочарување, во едно чувство на беспомошност, безнадежност. Тоа понатаму развива депресија, а депресијата води кон изолирање. И луѓето се многу неактивни, односно многу пасивни. Еден од начините како да се бориме со стресот е да почнеме да се бавиме рекреативно со некаква физичка активност. Па дури и да е прошетка Апсолутно, во природа. да, и тоа нека биде прошетка која што ќе биде така со едно темпо на движење, за да си го почувствуваме малку телото. Да го ставиме телото така во еден тонус, меѓутоа еден умерен, здрав тонус. Кога ние сме под стрес, затоа што кога сме во стрес, една од емоциите која што доста доминира е стравот. Стравот прави ние да се згрчиме. Затоа што кога сме уплашени, ние се спремаме да се браниме. Сега, ако долго време сме под стрес, она што го спомнавме, мускулатурата ќе се згрчи и ќе биде многу напната. Физичката активност помага таа мускулатура да се растоварува. Пливањето е многу корисен спорт генерално за телото и генерално за ослободување од стресот. И друга работа што сакам да ја спомнам се многу едноставни вежби кои што сите можеме денеска и на интернет да ги најдеме, вежби за истегнување. Така. Имам приметено дека генерално луѓето се многу згрчени во своите тела, а вежбите за истегнување можат многу да помогнат да се ослободи, да се растегнат благо, нели со благи, внимателни движења мускулите на целото тело и да се почувствуваме порелаксирано, поопуштено. Втора работа е умерената исхрана. Значи, ниту да се изгладнуваме, ниту да претеруваме со јадење, да се внесува доста вода во организмот, да ставиме повеќе акцент на што помалку обработена храна, а што повеќе на сирова храна, што помалку, значи, дали термички обработена, особено што помалку индустријски обработена храна. Таа ќе помогне во организмот да внесуваме доволно хранливи материи кога ќе се најдеме во стрес, организмот ќе биде посилен, поцврст да го издржи тој стресен период.
Нешто што сакам да спомнам исто така битно е живење на еден на ставање акцент и на духовноста, живење на еден духовен живот. Ова е доста помалку искокотлива тема. Так. Што е духовност, нели, бидејќи денес имаме разни духовници, разни духовни патишта и правци, јас не би сакал да навлегувам во тоа. Идејата на психологијата не е да кажува таму што е правилно, што не. Меѓутоа, оно што јас сум го забележал од моето лично искуство, јас лично и од луѓето со кои што тераписки сум работел, е дека луѓето кои што водат еден духовен живот, искрен духовен живот, дали е тоа верувањето во Бог, или некаков систем кој што му помага на човекот да дојде во еден баланс и во една хармонија, тие луѓе многу по-храбро минуваат низ стресните периоди, затоа што духовноста сама по себе бара човек да ја наоѓе и смислата на живеењето. Денес голема опасност ни вреби кога ќе изгубиме смислата на животот. Тоа е една од најопасните ситуации кога човек изгуби смисла, кога ќе каже јас веќе немам смисла зошто да живеам. Так. А се додека човекот наоѓа некаква смисла на живеењето, секако таа смисла на живеењето не значи да биде агресивен, не значи повредување на други луѓе, не значи деструкција, се додека таа смисла значи некаква конструктивност, градење и создавање за некое општо добро на ова човештво, дефинитивно помага за понатамошно добро и поквалитетно живење. Нешто што исто така сакам да спомнам, многу важна работа, нешто во што вие жените сте повешти, а тоа е градењето на социјални мрежи. Да не се разбереме погрешно, не зборувам за што повеќе Facebook пријатели. Так. Туку би рекол неколку квалитетни пријателства, ама тоа не пријателства преку интернет, туку луѓе кои што се овде околу мене, нели? Так. На кои што јас ќе можам во ситуација кога ми е многу тешко да се потпрам и да најдам во еден момент и рамона за плачење. Тоа е и со студии покажано дека жените се повешти во тој дел. Секогаш имаат по некоја пријателка или пријателки, другарки со кои што они ќе споделат. Мажите многу почесто поминуваат низ стресните фази сами. Так. И им е потешко. Во секој случај така да од жените имаме да научиме нешто корисно во однос на тоа справување со стресот. Се разбира дека е неопходна психотерапијата. Каква психотерапија вие практикувате во специјалната болница Филип II? Да. Околу психотерапијата јас би сакал да кажам некој збор од време во што ни останува. Така, имаме уште малку време, да. Еде така. Затоа што се уште имам чувство дека многу луѓе навистина немаат поим што е тоа психотерапија и што се случува во текот на тие психотерапевски средби. Често пати тоа се поврзува со некакви се мистифицира сето тоа, нели, дека таму при тие сеанси кој знае што се случува. Зборот психотерапија, ако го преведеме со еден слободен превод, значи негување или нега на душата. Како што ние користиме вакви или онакви препарати за да ја негуваме кожата и слично, нели? Така и нашата душа бара да биде негувана. Бара да биде видена, значи нашата душа сака да ја посветиме внимание. Така што самата психотерапија фактички има за цел да, слободно кажано, да му помогнеме на клиентот малку повеќе да се сврти кон себе и кон сопствената душа. Затоа што ако душата е мирна, ќе биде мирно и телото. Едно време беше актуелно, важеше онаа парола во здраво тело, здрав дух, нели?
што е апсолутно вистина. Но денес јас се повеќе заклучувам дека во исто толкова мерка е битна е една друга парола, малку ако ја свртиме работата, па ќе речеме здрав дух за здраво тело. Токму психотерапијата може да помогне да ние во себе си ги најдеме оние јаки страни, оние добри страни, да си простиме себе си за многу работи за кои што самите себе си се лутиме и постојано многу вешто и многу несвесно се обструираме во текот на се спречуваме да направиме нешто убаво за себе. Многу пати им се лутиме на другите, затоа што во суштина се лутиме на самите себе си за многу работи. И кога ќе се свртиме према себе, кога ќе си ја погалиме малку душата, кога ќе си простиме за некои работи, кога ќе си направиме една интеграција на некои делови кои што не ќеме да ги видиме, ги тргаме на страна цело време, кога некои емоции, особено емоции на лутина, ги пакуваме некаде во некои филки, кога ќе ги отвориме, кога ќе видиме и кога ќе си ги прифатиме како наши, затоа што и се наши, реално, тогаш ќе станеме и поавтентични, покреативни, поопуштени, поподготвени да се грижиме за себе. Фактички така ќе почнеме да се сакаме себе си повеќе, а кога ќе почнеме да се сакаме себе си повеќе, ќе ги сакаме и повеќе и другите луѓе околу нас. Да бидеме добри кон себе прво, за да бидеме добри и кон другите луѓе. Така. Господине Дојчиновски, јас ви благодарам што одвоивте време и бевте гостин во емисијата Живе и здраво. Јас научив многу од вас вечерва, се надевам дека така и со нашите гледачи. Се надевам дека ќе се видиме повтор пат. Јас искрено ви благодарам на поканата. Секогаш е предизвик да зборуваме за овие теми и ние како психолози сме во континуирана едукација на психотерапија. Учењето никогаш не застанува, развојот на личноста никогаш нема крај. Така што јас се надевам дека во некоја наредна прилика ќе отвориме и некоја друга интересна тема. Благодарам за поканата. Јас се чувствував многу пријатно во вашево студио и соработката се надевам ќе продолжи. Така. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерашното издание на емисијата Живе и здраво. Се надевам дека гостинот беше доста интересен и научивте многу нешта за стресот и за психичкото здравје. Се гледаме за 7 дена со нова тема.